колега Димовски. Значи, треба да бидеме реални и да не правиме политика од се. Знаете дека оваа година имаше политичка криза. А кога има политичка криза, економијата стагнира или оди надолу. Половина година бевме во политичка криза затоа што не дозволувавте мнозинството во собранието да избере легитимни институции на државата. Втората половина од годината бевме во локални избори кога е забрането било какви инвестиции на државата заради тоа што да не влијае, тоа е законски колеги, да не влијае врз изборните резултати. И сега да го обвинуваме за неспособност за нешто да се реализира не е коректно. И второ, сите овие пари кои што се од статот не седат во некои резерви, туку се враќаат назад во стопанството со враќање на долговите во, да речам, во некои инвестициски проекти. Сега зошто, кои што вие сте ги започнали, сега зошто нема инвестиции, останале парите во земјоделието? Затоа што немавте обезбедено дозволи со години за градба. Забрани и системи за наводнување. Не е виновна оваа влада што вие не сте ги обезбедиле долговите, а Министерството во оваа година ги вратило сите ваши долгови за 2016 година за субвенции. Ги вратило долговите за субвенции за 2015 година. Ги вратило долговите за субвенции за 2014 година, од кои што и дел од вашите неспособни министри не успеале да ги вратат. Од вашите коалициони партнери или вашата земјоделска влада која што била во тој период. И плюс, вратени се парите во рурален развој, исплатени се сите обврски, вклучително обврски за општините, за млад земјоделец, готови некои проекти кои што биле студии за пишица, коинска, надзор и други работи. Значи, земјоделие ги исплатило сите доспеани обврски и останале средства токму поради тоа што вашата влада не обезбедила дозволи за градба, сега ги враќа на некои други проекти каде што се неопходни парите. Исто така тоа е и во образованието. Велите, зошто не се реализирани парите во образованието, а вашата влада не направила годишен план за јавни набавки во МОН. Како да ги троши за спортски сали, же рековте, за училишта, кога вие не сте направиле како министерство годишен план за јавни набавки. А обвинувате некој дека не реализирал некоја обврска. И повторно сега, 232 милиони денари ќе одат за училишта и детски градинки, односно за блок дотации во општините, за малце да дишат општините затоа што се задолжени до гуша заради криминалното работење на градоначалниците кои што сега граѓаните ги казнија. Исто така, тоа е и случај во одбраната, немам време да кажувам. Значи, ова одлука мислам дека е коректно сите заедно да ја поддржиме, бидејќи е во интерес на сите. Благодарам.